Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во нашата училница, каде што ќе проследите видео лекција по македонски јазик. Јас сум Марина Крстевска-Ангелова, одделенски наставник. Лекцијата по македонски јазик е голема буква, припишување имиња на континенти, држави, нивни жители, народи, градови, села, области и нивните жители. Оваа видеолекција е наменета за учениците од 5-то одделение. Што ќе научиме со оваа видеолекција? Ќе научиме да користиме голема буква, припишување на имињата на континенти, држави, градови, села, области и нивните жители и да изведуваме присвоени придавки од овие именки. За работа ви се потребни тетрадка и молив и кога ќе ви поставам одредени барања, ќе стиснете пауза, односно ќе ја стопирате видеоснимката, ќе одговорите на барањата и потоа ќе продолжите да ја следите видеоснимката, односно видеолекција. За почеток да повториме кога пишуваме голема буква. Во вашите тетрадки ќе одговорите, ќе напишете примери кога пишуваме голема буква. Секоја реченица започнува со голема буква. Како во пример, возот денеска пристигнува на време. В е голема. Почнува со голема буква. Имињата и презимињата секогаш почнуваат со голема буква. И името и презимето. Имињата на географските поими секогаш почнуваат со голема буква, како Скопје, Маријово, Европа. С големо, Маријово, М големо, Европа е големо. Имињата на институциите, на улиците, на кејовите, на плоштадите и така натаму, исто така почнуваат со голема буква, како во примерот. К, Круме Кепески, двете К со голема буква. Улица Христо Татарчев, Х голема, Т голема. Имињата на празниците почнуваат со голема буква, како Божи, Бајрам, 8 март. Имињата на континентите и на државите се пишуваат секогаш со голема буква, како во примерот. Континент Европа е со голема буква. Америка, континент А со голема буква. Африка, континент, првата буква А почнува со голема буква. Македонија, држава М со голема. Име на држава Србија С со голема буква. Име на држава Хрватска Х со голема буква. Име на држава Грција Г со голема буква. Кога станува збор за имињата на жителите на државите и континентите и имињата на народите на државите и континентите, тие исто така се пишуваат со голема буква, како што може да видиме во примерот. Имаме континент Европа. Жителите се европеец на континентот и европејци. Народ што живее на континентот Европа е, например, французин. Ф, французин, Ф-то големо, французи, Ф-то големо. Име на континент Азија. Жители кои што живеат на континентот се азиец, азика, азици. Првите букви се големи. Народ што живее на континентот Азија се кинези, кинезинка, кинез. Првите букви се големи. Име на држава Македонија, име на жители во држава се македонци, народ е македонец, македонка, македонци, првата буква е голема. Име на држава Србија, име на жители на државата се Срби, име на народ што живее во државата Србија се Србин, Србинка, Србија. Првата буква е голема. Понатаму, имињата на градовите и селата и областите исто така секога се пишуваат со голема буква. Додека пак имињата на жителите на градовите на селата се пишуваат со мала буква, внимавајте. А имињата на жителите на областите пак се пишуваат со голема буква. Внимавајте. Еве пример. Име на град Скопје.
Тоа е жител на град, значи се пишува со мала буква. Скопјанец, Скопјанка, Скопјани со мала буква. Името на градот е со голема буква. Име на село Драчево. Значи имаме жител на село. Жител на село се пишува со мала буква. Драчевец, Драчевка, Драчевци. Првата буква е мала. Сега имаме област, Мариово. Тука веќе внимавајте. Името на жителите на областите се пишува со голема буква. Мариовец, Мариовка, Мариовци се пишува со голема буква. Сега ќе се задржиме на присвоените придавки што се изведени од овие именки. Треба да знаеме дека се пишуваат со мала почетна буква. Еве пример. Битолски, европски, американски, скопски. Пример, во реченица има многу убави скопски улици. Се пишува со мала буква. Сега ќе имате задача вие во тетрадка да го препишете овој краток текст, оваа кратка вежба и да ги поправите грешките каде што има мала буква, да напишете голема. Значи имаме имена градови, имаме имена жители, на народи, ќе внимавате и ќе ги поправите грешките во задача. Може да почнете. За крај имате решение на задачата, за да може да си проверите. Се надевам дека не сте направиле многу грешки. Ви благодарам.